граѓани на нашата држава, на нашата земја, значи се плашат нашата црква, христијаните, православните и така натаму и така натаму. Значи ние дојдоме практично во државата Република Македонија да се само негираат и да се покрива, да се плашат да го спомнат името. Јас ќе наведам еден пример на една друга македонска програма овде во Викторија, во Мелбурн. Мислам таа се емитираат низ цела Австралија. Има еден свештеник, на 2 пати му праја интервју во однос на неговото делување овде во Австралија. И кога му поставија прашање да каже за себе, тој рече: јас сум роден во христијанско семејство и толку. Не рече ни македонско, ни ништо. Значи, види, ние треба да се одучиме од таквите навики и гледаме дека сите наши комшии и соседи од уста не и вадат нивните национални имиња, држави и така натаму, додека нашиот народ срамежливо и се христијани, православни, граѓани и така натаму и така натаму. Значи се плашат да го изговорат зборот македонска. Ние сме македонци, македонски православни верници, и тука нема дилема околу тоа и така треба да се зборува. Јас уште во 85-та година, кога бев секретар на црквата Свети Димитрија во Солунски во Спрингвайл, 3,5 години и 3,5 години заменик председател, се карав и со попоите и со владиците. Целото време на нивните служби кажуваа дека Бог да ги благослови православните христијани. Јас му предочив ними и стално се расправав со ними, викам, тоа е сето во ред, нека и благослови сите народи во целиот свет, но претежно треба ние да кажуваме како негиран народ од сите страни, окупиран и расцепен, треба да кажеме Бог да го благослови македонскиот православен народ и останатите македонци во други вероисповести, а сетне да испомнуваме другите. Да имаме македонци кои не се само православни, нели? Реков, затоа и имаме ние македонци муслимани, кои на жалост во Република Македонија и нарекуваат со навредливи термини како торбеши и така натаму или горани, само како да се премолчи зборот македонски и македонци. И тоа мене толку ми пречи, да ти кажам отворено, јас имам влезено во конфликт и отворено ќе кажам дури и со владици, се имам расправано околу ова прашање, па еден од ними ми рече, па ние сме југословени. По каква логика му викам ние сме југословени? Па идиме од Југославија. Добро, браќата и сестрите што идат од Пиринскиот дел, од Егејскиот дел, од Мала Преспа, што се тие? Значи бугари, грци, албанци? Не. Тие се сепак македонци. Како ние имаме малцинство во Република Македонија, слободно си го истакнуваат своето име, својата вера, сето тоа слободно и така треба да биде. Во цел свет да биде, секој да има право да си истакне се, но треба да ја почитува државата во која живее, а и ние да се спомнуваме и кој сме и што сме и од кај сме. Добро, во кој е проблемот? Во тие што зборуваат, во народот или тие што бараат? Проблемот е долгорочен. Треба сепак да го локализираме проблемот, да го идентификуваме и да го посочиме вака со прстот, и ќе сакам повеќе да гледаш таму, да посочиме со прстот, овај виновникот. И нема да се дојде на времето да се кажува дека Ицо е виновникот. Ицо, види вака, јас имам и порано спомнато и ќе спомнам уште еднаш, за да се гради национално чувство, македонско национално чувство, тоа се прави преку школскиот систем. Сега ние, како поделен народ, без своја држава до 44-та година, дури се создаде Автономска Македонија, значи ние немавме своја држава и нашите окупатори, нашите поробители се трудеа и со сила, и со ќотек, и со уцени, и со закани, и со тортури, и сите тие работи да не претопат, да не претворат во тоа што зависи од зависност кои беа поробителите. Сега, кога влеговме ние во Федерацијата, нашиот народ од Република Македонија, од окупаторот што беше наш Србија, значи тие што не успеа со сила, со ќотек, да го од народот, македонскиот народ, преку Југословенската федерација ја употребија, значи како маша, за наздане од народот. Од македонци направија југословени. Не таму, кај мене поглед. Сега,
Тие направија Југословенија од македонци и јас се сеќавам кога дојдов јас во 70 година во Австралија, овде бев што се вели млад дечко и му изатинав устите на нашите луѓе, србите, хрватите, босанците, словенците, сите си се кажува словенци, хрвати, срби, босанци, овона, нашите Југословени. Чекај му велам јас, нема таква нација или таков народ Југословени. Тоа е една федерација југословенска. Немаме ние слушнато во Советскиот сојуз да рече кој ќе го праша од кај си да рече јас сум од Советски сојуз. Не, јас сум советник. Советник. Сега, тие сите си имаа своји републики, свој национална припадност, своји републики, устави, така натаму и така натаму. Значи, сега, нашите душмани знаја и одма и елиминира патриотите што беа Ченто и сите тие основоположители на Автономска Македонија и на нивно место поставија србомани и југомани кои потполно декласира републиката, осакатија, го однародија македонскиот народ и таа држава, значи, работеше целото време со уцени, со притисоци во црквата. Еве, моите родители не беа венчани. Да ти кажам отворено, татко ми почина невенчат. Оти стрико ми беше во комунистичка партија, беше патриот за Македонија, ама во комунистичка партија и зарад да не му направат нему проблем, значи ајде не и венча. Значи луѓето се плашеа. Тие што одеа против црквите, што и затвора, на крајот дојдоа, разбираш ти, нашите попои и владици да одат во Југословенската амбасада или конзулат и тука да прават коктел партии, каде не присуствува нити српските попои, нити хрватските попои, нити словенските попои. Значи испадна овде како да е Македонија, Југославија само на македонците. Сега сметате, можеме да заклучиме, сметате вие дека проблемот денешен е од тогаш? Па од тогаш, Ицо, за да се пронајди болеста на човекот треба да се дај диагноза. Диагнозата е таа. Значи во Република Македонија школскиот систем уште од почетокот, кога го дојсо изродот Лазар Колишевски и неговата банда таму, тие сите плачеа по туѓи држави, не се бореа тие за македонските национални интереси. Школскиот систем секоја чест на исклучоци, имаме ние добри патриоти таму кои се проба, се обидува да направат нешто, али школскиот систем беше базиран, значи да се учи за други истории, за туѓи истории, а не за наша историја. Да не се учиме ние да бидеме македонци страмежливо, да не сме и навределе другите, не знам ова, не знам она. Разбираш? Сега, тука е проблемот. Значи, преку школскиот систем се прави, знаеме ние овде, јас кога дојдов во Австралија, секое одење на децата во школа се пееше химната австралијанска. Имаме уште 15 минути. Така, се пееше химната само да ве австралијанска. Да. И така се влеват национално чувство. Значи, да изградиш ти генерации со свое национално чувство. Ние треба да водиме сметка исто и за нашите поробени браќа и сестри во соседните држави кои се уште под окупација во 21 век. Не го завршивме уставот, со уставот, промена на уставот. Уставот го измена. Не зборуваме сега, треба да влезат бугари, треба да влезат. Види вака, во уставот прво не треба да во која друга држава се наведуваат сите малцинства? Во ниедна држава. Во Австралија ние не сме наведени во уставот. Австралија разбираш, нема, во ниедна држава не се воведуваат сите малцинства. Значи, ние претвориме кој ќе му текни да влезе во уставот таму. Колку страници ќе има тој устав? Нема потреба такво е нешто. Исто како што немаше потреба да се дозволи да има политички партии врзо на етничка основа. Значи да се играат мајта луѓето од другите малцинства сега да раководат и да се пазарат за нашите македонски национални интереси, да ја распродават со Бугарија и така натаму. За какви бугари станува збор да влезат во македонскиот устав? Во Македонија, во Република Македонија, јас колку што знам, долги години сум активен на македонски работи, јас знам дека во Македонија секоја чест може има 2, 3, 5 или 10 бугари кои може завршиле или избегале од системот нивни или било како, али овие сите што се декларираат сега како бугари, тие се македонци, тие се чатат преку ноќ. Тие се купени бугари. Тие чатат преку ноќ и така стануваат бугари. Добро, ајде, иако се чувствуваат, значи нашиве сакаат да му задоволат на секој еден, му задоволија на сите, па нека му задоволат и на бугароманите, да речеме, али треба да се бара реципроцитет. Ако треба да влезат тие продадени бугари со пасоши купени и со пари платени,
да влезат во македонскиот устав, тогаш македонците требат од Пиринска Македонија и во Бугарија, што имат преку 3,5 милиони македонци, треба да влезат во бугарскиот устав. Нека влезат македонците и во Грција, нека влезат македонците и во Албанија, нека влезат македонците во Косово, таму имаме исто ние таму, има и во Србија. Во Србија до душа до некаде имат признаено, таму му има дозволено и школи, целосно и влезени, мислам дека се и влезени во уставот нивни, али секоја чест, значи тие беа наши окупатори и сега тие тоа го прават, но овие другите... Од Македонската партија во Србија имавме пратеник. Да, сега. Значи, ние треба да бараме реципроцитет. Не е доволно само малцинствата А, ние на. Давај се што побара, се створи војна. Се крена пушки да се борат против државата. Се воведе по присила, се воведе Охридски договор, со кој Македонија се осакати. Се воведе територијална реорганизација во 2004. Под уцена на Америка, ќе ве признаеме под уставното име на така наречената во наводници најголема демократија во светот. Значи 4 години му требаше на најголемата демократија во наводници да не признае нас, ама со услов да го мените уставот. Ни го наметна Охридскиот договор кој е погубен за Македонија. Ни наметна војната и извлекоа терористите од Арачиново. Секоја чест, јас не зборувам овде за сите албанци. Има во Македонија има зборуваме за политичарите. За политичките, политичарите и јавните личности и екстремистите. Да кажам јас заради Македонската радиопрограма дека ние зборуваме за јавните личности без разлика кои се. Да, без разлика. Тие што се јавни личности што примаат народни пари, подложни се и мора да даваат извештаи и да примаат критики од медиумите. Сакам да се оградам тука околу тоа. Ако се декларираме ние како демократска држава, во демократски системи, значи има право секој... Не, зборувам јас за програмата затоа што често пати ми се јавуваат вика оти зборуваш за народот. Јас не зборувам за македонскиот народ, зборувам против Заев. Нормално. Јас зборувам против Лјупчо Георгиевски, против, да речеме и ги бројам сите, Бранко Црвенковски, Петко, Трајко, зборувам за Али Ахмети, зборувам за Енвер Хоџа, зборувам за Тито, зборувам за кој било. За Груби или а не значи тоа дека не зборуваме за албанци или пак зборуваме ние за турци. Слушај, Ицо, јас имам пријатели од албанска националност, да речеме и од Албанија, и од Тува, и од други. Да продолжиме, Турци, добро, ја сторивме таа работа, уште имаме уште 10 минути. Сега што мислиш ти ќе со уставот? Ќе го сменат ли уставот овие северџаните или... Јас си мислам дека, слушај ваму, времето е созреено македонскиот народ да застане здраво и да не се смени, нити да се отвори уставот, за да влегват купени и како да ти речам, сосила создадени алатки, за да ја разнебитват Македонија, за да влегват во уставот наш. И то тие барат да влезат како народ, значи како конститутивен народ. Што значи во иднина сакат да имат намера да ја поделат Македонија со тие што заговарат големи држави, големи држави на Балканот, значи да си ја поделат. Тоа е процеси. Дали ќе се одбрани и како? Јас мислам дека ќе се одбрани, види вака, сум окоражен. Кој е вашата порака? Јас сум окоражен со изјавата на лидерот на ВМРО ДПМН. Јас не сум партиски определен, секогаш го потенцирам. Меѓутоа и тоа е заменување. Чекај, тоа е сега. Значи пак треба да се отвори. Момент. Затоа реков јас, тој рече дека нема да има промена на уставот. И после го сменаме. Јас го поздравувам тоа. Сега, кога дојде, гледаме како се редат лигушкари од Европската унија и од другите, од НАТО и од секаде. Па и од внатре. И однатре, како се редат и идат да не притискаат нас да го отвориме уставот. Сега, прво тоа е спротивно да се мешат надворешни политичари, амбасадори, дури се на најниско ниво. На најниско ниво да се мешат во внатрешните работи. Според Виенската конвенција, значи тие се гости во таа држава и тие треба да се придржуваат стриктно според Виенската конвенција за немешање во внатрешните работи. Ние гледаме дека американските амбасадори, француските, германските, холандските, овие речи Британија,
Значи тие го водат орото, тие не може да се одржи пресконференција во Република Македонија од било кој политичар да не му дишат тие во вратот зад ним и да стојат и да му суфлират што да кажат, како да кажат. Па ние сме окупирана држава. Значи не сме ние колонија на овие држави што и набројав јас. Претежно тука орото го водат да се разбериме. Чисто и јасно, Англија и Америка го водат, пошто знаеме, Германија, Франција и како другите ќе се справиме со лигушите? Пред со предавниците како ќе се Јас справиме? реков поздравувам изјавата на лидерот на ВМРО ДПМН кој рече нема да има отворање на уставот, нема да влезат бугарите. Сетне, кога излезе идејата дека самиот СДС промовира идејата дека хрватскиот модел на устав излезе таа идеја во јавноста и тој тогаш рече добро, ние ќе прифатиме промена според тој устав кој јас мислам дека во Македонија има поиќе демократски права од колку што има во било која друга држава од поранешната федерација или од било дури и од европските во Европа. Која држава нема никаде рамна на Македонија? Нема рамна според она што го уживаат малцинствата во Република Македонија. На жалост, ние имаме малцинства во Република Македонија кои се залагат за припојување кон други држави, се борат и отворено го изјавуваат. Учествуваат тука, земат пари, даночни плати земат од даночните обврзници македонци и пописи се и значи тие отворено изјавуваат нас не интересира Косово и Албанија, овие дел од влашкото малцинство исто така, ние знаеме тука, идат од Битола, од Битолско, од други места, живеат овде во северните делови на Мелбурн, се црквуваат по грчките цркви. И покрај тоа што властите не се признаени никаде во никоја држава освен во Македонија, влезени во уставот. Имаат свој јазик, ромите исто така. Го гледаме Амди Бајрам како се пазари за едно кило шеќер и за една вреќа брашно, секоја чест на исклучоци, кој што велам јас. Јас имам пријатели од сите етни, мислам, заедници или националности и не зборуваме партија речеме, така. И тоа треба да се клај крај. И јас мислам дека ВМРО ДПМН треба да цврсто да опстои на ова и да му поможат и другите што се партии кои веруваат и кои сакат и на кои му значи Македонија нешто. На кој да обстои да обстојат да не се отвори уставот или доколку се отвори да влезат мислам овие да меѓутоа ќе има федерализација. Не да влезат. Не, јас реков ако уставот се отвори, албанските политички партии и нивните челници сите се за федерализација и албанскиот јазик да е равноправен меѓународно со македонскиот. Ако се отвори уставот. Според она што го изјавуваат дека според хрватскиот модел, значи да биде Македонија држава на македонскиот народ, војната беше заради тоа, таков беше уставот на Македонија. Тоа не мислам дека не сакам да ви го земам мојот. Види вака. Јас секогаш сум се залагал и уште се залагам и ќе се залагам дури сум жив. Македонија е држава на македонскиот народ и на сите останати на кои имаат почит и лојалност кон Република Македонија. Без разлика од која етничка група или заедница или како сакаме да ја наречиме. Значи, секој кој живее, исто како ние овде. Јас живеам овде и јас сум лојален жител на Австралија, моите деца се тува родени и јас првенствено се борам за таа држава, а не да бараме Значи вашата порака е да не се отвора уставот. Да не се отвора, апсолутно. Сакам имаме уште 2-3 минути. Отворено е и името на Македонската православна црква. Неколку цркви веќе не признаа под црква од Охридска црква на Северна Македонија. Баш ми е мило Ицо ти го покрена ова прашање. Имаме многу малку време. За мене е многу навредливо и трагично што ние имаме држави како Чешка, Словачка и други држави кои нас под такви навредливи термини нас не признаваат црквата. Тоа е катастрофа. Значи тоа е неприфатливо и нашите црковни достојници, владиците треба да го одбијат, да ја одбијат таква. Ама тие одат во сега. Тоа е едно. Второ, да одбијат лојалност, да не му покажуваат лојалност на фанароитот што е овај Вартоломеј,
пошто тој не е патриарх на сите православни народи во светот, тој е грчки патриарх и никој не го одбра од никои други православни цркви. Тој се бори за Грција, тој е тројански коњ таму, имат конфликт меѓу него и Кирил, што е поглаварот на Руската православна црква, и тука работите не се расчистени. Нашите треба да се откажат од тие. Тој нема нити право, нити томос, нити има тој намера да ја признае македонците. И никој па нема тие да си дозволат да го признат македонскиот народ, и тие испроведоа таму во манастирите наши да има бугаромани и гркомани, како ќе речам во Бигорскиот манастир и во другите. Тие владици треба да се протерат одма од црквата, да се отстранат. Тие се рак рана во Република Македонија. Ова јавно го кажувам, без никакво двоумење. Не е тоа за криење, тие беја, Петар беше во Константинопол, Тимотеј беше и молчеја таму со наведнати глави како и понижват. Поглаварот кога читаше не го спомна името на Македонската православна црква. Па не го спомнуваат. И значи за нив ама самиот поглавар не го спомна. Па какво е тоа само понижување? Добро, тука сакам да ве прекинам. Понижување. Големо имаме уште едно прашање за вас. Вие сте соработник со активистите од Пиринска Македонија, Егејска Македонија и од Албанија. Неодамна Стојко Стојков се обрати до македонската заедница овде во Австралија и на Комитетот за човекови права во Канада. Ние испративме 12.000 еднаш. Така, сакам да кажам јавно, се заблагодариме. Повторно, еве, јас зборував и со царкомандритот, му требаат мала помош и на едните и на другите. За осветување на црквата. На црквата, Кој е вашиот став? Мојот став е без двоумење, безсмислено, значи да му се поможи, се разбират. Јас цел живот се борам за таа работа. И сум поможвал, и сум работел со ними, сум соработвал и до денешен ден имам контакти. И сакам да му поможиме, значи кога ќе му треба на нашите браќа и сестри помош, тогаш ние треба да излеземе во сусрет и да му поможиме, се разбира, безрезервно. Сега, нажалост, гледам дека се јавија таму луѓе одма да го нападнат Стојко Стојков, кој за мене е еден од многу способен човек, добар патриот и се бори за македонската кауза и нација и македонските национални интереси, безусловно да му се поможи на тие луѓе. Ние имаме тува организации, имаме бизнисмени големи, не би требало да представува никаков проблем ние да собериме пари. По $20 ја се да донираме, ако сме ние 100.000 овде, по $20, 1000 души да подарат или 500 души или 100, пак ќе им помогнеме. Нормално дека ќе им помогнеме, али ова исто сакам да го спомнам, дека ние имаме тука безброј, може 200-300 македонски организации, селски друштва и така натаму, имаат купено сите места за пикници, за работи. Кој ќе мој на пикник доправа? Нашите деца и идните генерации нема да одат на пикник како што одеме ние пред 20-30 години и да се радваме таму да играме овона. Имаат пари и на банките и се, има и црковни општини, има и други организации. Не би требало да има проблем да се соберат пари, 12, 15 и 20 и 100.000 да се соберат. Не, па барем 10.000 уште еднаш да собериме. Така. Кога знам јас дека на радио програми овде во Мелбурн, во Викторија, на радио Тони се собра 60 и кусур илјади, разбираш ти, за во King Like кој изгореа, што осигурателните компании му платија на луѓето и се собраат без никаков проблем. Значи, тоа кажувам, прво ние треба да си поможиме сами себе, сетне на другите. Значи, самиот Господ рекол, сакај се самиот себе и другите ќе те сакат и ќе те поможат. Ние да си поможиме самите себе. Така, ви благодарам, Аце, ви благодарам многу. Времето еве ни поминат, немаме 25 секунди. Почитувани слушатели, еве и Ацо има истата мисла, истата порака како и вие. Книжката и бројот е истиот во Commonwealth банката. Кој сака $20, 30, $50, не треба повеќе. Толку се доволно се да помогнеме, еве заедно со Комитетот за човекови права од Канада. До слушање од Канада, затоа што овдешниот комитет го згасна, на жалост. До слушање и секој добро. Поздрав и честит Великден на македонскиот народ ширум светот. Добро. Само да ја пуштам ова песната.
Да слушнеме ова. Ovaj Vojo ispeja mnogo pesmi, sekund. Војо? Да. Ne samo to, ispeja i Goce Nikolovski, ispeja i Janko Uzorov, ispeja i Goce Arnaudo Delbotovski, ispeja i Oče Kristovski, tam Vaska Ilije. Мислам дека направи добро. Сега слушай, зависи от слушателите како ќе го оценат, како си да кажеме тоа што не ги си до срцето. И безусловно и кажувам сите тие работи, стојам за тоа и како ќе не гледат. Али, кој што реков, кај што да одам на Софи, секаде, барам иако зашто те нема пари. Е многу сте работа. Не, за некој радија, Три пати излетни корона, а не покане. има еден, не може да скочам името, да сака многу и тоа и не најде пак. А се одина со ицове, Ничо. така убав човек за калообразен. Не могу да знам. Требаше да го прашам. Але многу народ позна се страни се го прашаше, се страни не мисло, за да не викаат. Ми е страшно. А не можеш ти да го памтиш цел народ. Мене цел народ не знае што ради моите активности, протестни Пусни, знаеш, овие Треба да нема други активисти, кој да неки и други активисти да собереме уште 200.000 да го пуштиме на Кирил, да го пуштиме на Цар. Царте сирово и овај Стилијанов. Тоа не е поштено, не е честно. Барам саатне се со недели ми пишам. Да го реков истина. Але неќе да оде да направим интервју на Тоа ќе ти кажам, не сам да се снима. Добри се, добри се. Гледам, читам. Оди по салата и снимам, кажува ова, нека се според тоа, јас имам видимо, не го познавам. Да, јас не го знам, оставам изборам за уболи за Sa site što za nas padna. Кажем добре вести. Наравно Павле. Tražim za tebe, da stignu kolati i se takav zov zaboravi me. No ne daj Bože, ako zatreba, мене не ме блокира. tuga je